Еване. Така, се враќаме повторно со македонски јазик. Наставна единица лексиката според процесот на обновување. Наставна единица предвидена за учениците од 7 оделение. Супер. Што ќе научиме денес? Учениците ќе научат што е лексикологија, односно што проучува лексикологијата како наука, односно полето на незиното проучување. Понатаму ќе знаат за лексиката во речничкиот состав во македонскиот стандарден јазик според процесот на незиното обновување. Ќе знаат за архаизми, историзми и неологизми кои што ќе ги наведеме во текот на часот. Исто тоа учениците ќе умеат да ги препознаваат архаизмите, историзмите и неологизмите истовремено да ги применат во текст или да ги разликуваат меѓу себе. Знаете што, наставнички, сум видела по лексикони и кратенки на архаизми, историзми и неологизми. Да. И лексиконите се полни со такви кратенки што ги учевме претходниот час. Така. Тука имаме еден шематски приказ. Наведен ни е зборот лексика. Па лексиката во еден речник можеме да ја разгледуваме од повеќе аспекти, односно според начинот, односно според процесот на обновување, според потеклото на зборовите и според сферата на употреба. Па затоа според процесот на обновување разликуваме архаизми, историзми и неологизми. Според потеклото на зборовите, тоа учевме неколку часа претходно. Да. Домашни, своји и странски или туги зборови и според сферата на употреба разликуваме разговорна лексика, книжна лексика, диалектна лексика, терминолошка лексика и така натаму. Денес ќе разгледаме лексиката според процесот на обновување. Знаеме дека постојано сме во некој брз начин на живот кој што наложува и на развој на технологијата, развој во светски рамки на техника, технологија и така натаму, а со тоа доведува до нови зборови во речничкиот состав, меѓутоа некои стари архаични зборови полека се забораваат, односно излегуваат од речникот, а некои пак се заменуваат со соодветни зборови кои што се синонимни зборови, односно се наоѓа соодветен зборот нашиот македонски стандарден јазик. Од тука може да се направи една поделба на зборовите според процесот на обновување, па затоа зборовите можеме да ги поделиме на архаизми, односно стари зборови, историзми и неологизми. Да видиме што се архаизми. Архаично, предпоставувам сте го слушнале овој збор, некој старо, станува збор за стари зборови, кои што некогаш денес ако ги споменеме единствено како збор, можеби и не можеме да го разбереме или преведеме буквално ако не е во контекст на некоја реченица. Тие стари, застарени зборови, полека некои од нив започнале да излегуваат од речникот, а некои пак се заменати. Затоа архаизмите можеме да ги поделиме на архаични зборови и стари архаични зборови. Архаични зборови се оние кои што не престанале со употреба, значи до ден денес можеме да ги слушнеме или некаде да ги прочитаме. Како на пример зборот авлија или параход. Дали знаеме што е авлија? Ништо како килим, ништо... Не, авлија е ограда во двор. Висока ограда, а параход брод на пареја. На пареја, да. И втората група ни се стари архаични зборови кои што речиси се повлечени од употреба, зошто? Затоа што за нив постои соодветна замена од македонските зборови. Аберџија, абер, прати некој абер да пусти. Значи гласник или терзија е веќе заменен збор со соодветен од македонскиот јазик кројач. Следните ни се историзмите. Тие се еден вид на архаизми,
Меѓутоа не ги вклучуваме во таа група, зошто? Затоа што за нив не постои синонимен збор во македонскиот јазик, не постои за нив замена. И затоа се поделени во посебна група историзми и тие означуваат поими или појави, предмети кои што денес ги нема во современиот живот. Како такви можеме да ги наведеме: султан, дворјанин, цар, кмет, бек, чорбаџија и така натаму. Значи представуваат одлика на одредено општествено уредување кое што постоело. Да. И третиот вид ни се неологизми. Ќе тргнеме од самиот наслов за да стигнеме до значењето на неологизмите. Значи зборот неологизми потекнува од грчки, има грчко потекло. На грчки неос значи нов, а логос значи збор. Ако ги споиме нов и збор, ќе добиеме дека неологизмите се реално нови зборови или ново создадени зборови. Како овие ново создадени зборови влегле во нашиот речник? Да видиме, имаме три начини. Со создавање зборови од својот јазик или уште ги нарекуваме кованици. Така, спојување на два збора во еден. Виножито зборот е составен од два збора, вино и жито. Дрворед, дрво и ред, па сме добиле кованица на следен збор дрворед. Со заемање, тоа значи со прифаќање на некои поими или предмети кои што се одлика на современиот технолошки развој, а со тоа по автоматизам сме ги применили, односно сме ги прифатили тие зборови. Видео, компјутер, солитер, миксер, мобилен и така натаму. И третиот начин е со преомислување на зборот, односно со добивање на второ значење на зборот покрај она основното. Еве тука имаме наведено и примери. Глувче. Глувче како живо суштество, основното значење на зборот. И второто, односно преомисленото значење, добиеното ново значење на зборот, глувче на компјутер. Или маус, како што го кажа. Маус, да, ама тоа е веќе интернационализам. Да. Оператор. Човек кој што оперира, основно значење. И следното значење ни е она преомисленото, второто, мобилен оператор, кој што е карактеристично посебно за денешни услови. Да видиме што научивме овој час. Имаме поставено тука дрво. Најгоре на врвот на дрвото ни опишува зборот процес. Зошто процес? Затоа што лексиката представува еден постојан активен процес кој што постојано се надоградува, се обновува и се менува. Според процесот на обновување, разликуваме зборовите, можеме да ги групираме на историзми, архаизми и неологизми, и за неологизмите споменавме дека како тие може да навлезат во речничкиот состав со заимање, со преомислување или пак со создавање на нови зборови од нашите зборови, односно кованици. И следно имаме вежби. Пронајдете ги, објаснете ги неологизмите во речениците. Првата реченица. Внесоа крт во нашите редови. Ова е крт. Крт, да. Има основно значење како збор, како суштество, живо кое што ако го објасниме, знаеме што прави кртот, се бута под земја. Ама тука кое ни е преносното значење? Кое што ни е потребено? Како издајца, некој што издава. Кодош. Втората реченица. На шишето со тесно грло нацртав прекрасна шара. Грлото на шишето. Грло. Отворот на шишето. Тесниот отвор на тесниот. Така, грлото основно значење како дел од човечкото тело и грло со преносно значење. Во собата има компјутер на кој пуштаме цедиња. Пуштаме музика, не знам, компјутери, цедиња. Во ствари диск не е исто е интернационализам. Така, компјутери, цедиња, овие се со заемки.
Да. Значи, да, како да, резултат Тоа не на може да го технолошкиот отсоединя. развој. Освен компакт диск, да речем. Дискови, компактни компакт дискови. дискови. Так, да. Што исто кој би го преведеле, Повторно е, превеле. Повторно е заемка. Така. да. Домашна задача за учениците ќе треба да напишат состав во кој што ќе употребат синоними, антоними и неологизми. Изборот на темата е по избор нормално на учениците. Ќе треба да си земете само боички во 3 различни бои, за да можеме да ги подлечеме и да ги разликуваме. Одлично. Благодариме многу на часовите благодарим. македонски јазик. Македонски јазик, Да. денеска наставничка. Ви благодарам. Се надевам дека и мене на децата и беше забавно и научија ништо ново, се разбира секако. Ние се враќаме, правиме пауза и продолжуваме со часови по физика физика за 8 и 9 Деветото оделение.